Дневник на Канал Плюс, добро вечер. Почнуваме веднаш по кратката најава. Останете со нас. Стечајните доверители на рудниците Злетово и Тораница не го прифатија предлогот за превземање на побарувањата на доверителите од страна на компанијата Lifestone. Амбасадорот на Романија во Македонија денес во Штип ги договори начините за интензивирање на економската соработка и за отворање на романски конзулат во Штип. Општина Штип продава 26 градежни парцели, 13 се за домување, 3 за хотели, исто толку за бензински пумпи, за дом за стари лица, парцела за лесна индустрија, за дом за деца без родители и 2 за мали деловни објекти. Премиерот задолжен за спроведување на изборите Емил Димитриев по денешната трета поред средба со Државната изборна комисија увери дека има и повеќе од доволно време за ДИК да може да го прочисти избирачкиот список до 5 јуни. Димитриев подвлече дека има услови за одржување на избори на 5 јуни. Денеска завршува процесот на валидација на базите и може да се започне со вкрстувањето на базите, уште денеска или евентуално најкасно утре. Од членовите на Државната изборна комисија добив уверување дека дополнителниот тајминг кој што е добиен со поместување на рокот за одржување на изборите е доволен за да се постигнат се што е обврска на Државната изборна комисија. Ние како влада и сега го делиме ставот дека оптимален рок и реален рок за одржување на избори беше 24 април и реално можеше да се постигне се за фер организирање на изборите, меѓутоа апелирав поместувањето на рокот на изборите да не влијае да го чекаме крајниот рок за исполнување на сите обврски, да си ги завршиме врските многу пред тоа, со што ќе влијаеме дополнително на стварање на позитивна атмосфера и амбиент за организирање на изборите. Сега разговаравме, Државната изборна комисија има потреба одредени спроведување на јавни набавки за логистика, набавка на компјутери, слични работи. Значи, за тоа се потребни одредени рокови, за да не се губи време во спроведување на јавни набавки. Им понудив да сето тоа што можеме како влада да го помогнеме, да го отстапиме на Државната изборна комисија, за да не дојдеме во ситуација да не може Државната изборна комисија да функционира ради одредена логистика. И побарав цел список од Државната изборна комисија што е потребно да најдеме начин како тоа да биде решено со многу кратки рокови. Амбасадорот на Романија во Македонија денес престојуваше во Штип. На средба со градоначалникот беше договорено економската соработка да се интензивира, а во план е отворање на романски конзулат во Штип. Амбасадорот на Република Романија денес беше во работна посета на општина Штип. Продлабочувањето на економската соработка е еден од приоритетите кои се во интерес на двете земји. Штип, освен на економски план, нуди можности за соработка и на полето на образованието, културата и спортот. На економскиот форум, што ќе се одржи во мај во организација на Романската амбасада, ќе бидат презентирани стопанските потенцијали на Штип. Значи, најнапред економската соработка која што ќе биде дискутирана на економскиот форум, меѓутоа постои во предвид и соработката на универзитетско ниво. Штип е град кој што има универзитетска историја, меѓутоа и културна. Исто така ќе пронајдеме начин за збратимување на градот Штип со градот Плоешт од Романија, која што е една иницијатива која што е постара. Доколку се отварат можностите за соработка, ќе пронајдеме различна палета на која што може да соработуваме. Долгогодишната идеја за отворање на почесен конзулат во Штип наскоро ќе биде реализирана. Иако конзулатот формално не е отворен, почесниот конзул на Република Романија од Штип, заедно со Стопанската комора на Македонија, активно работа на воспоставување на врска со стопанството на Република Романија. Со Романија имаме многу убава соработка, поготово во транспортот преку реката Дунав. Годишно превезуваме негде околу 300 до 400 хиляди тона роба, што значи дека таа соработка е воспоставена, но воспоставена со други градови во Република Македонија. Сакаме да тоа го направиме и во Штип, затоа што Штип е од секој било и ќе биде така еден град на брза економија, на економија која брза расте и кои луѓето знаат да работат.
Штип неслучајно е избран како место да се отвори овој почесен конзулат. Со можностите кои ги нуди за отворање на бизнис, уште една пријателска земја најде потенцијал за соработка на повеќе полиња, истакна градоначалникот Захариев. Морам да кажам дека кога доаѓа некој амбасадор како официјален представник на некоја земја, за мене е празник. Романија е голем пријател на Република Македонија, голем поддржуваш на Република Македонија и изборот Штип да биде место каде ќе има почесен конзулат за мене представува и чест и големо задоволство. А бидејќи почесен конзул господин Серионаков, познат бизнисмен кој потекнува од околината на нашиот град, од Штип, мислам дека ќе створиме солиден темел и основа да имаме добра соработка во наредниот период. Во рамки на денешната посета на Штип, романскиот амбасадор Јустинијан Фокша ги посети културно-историските знаменитости на општината. Ова е втора официјална посета на романскиот амбасадор. Во Основниот суд во Штип денес собранието на стечени доверители имаше рочиште на кое не се прифати предлогот за превземање на побарувањата на доверителите од страна на компанијата Lifestone, која единствено доставила иницијатива и за рестартирање на родниците. Синдикатот смета дека прифатената опција за ликвидација на родниците е на штета на рударите. Постои ли надеж за рудниците Злетово и Тораница? На денешното стечајно собрание за решавање на проблемот со рудниците повторно решаваше истиот стечаен управник и одбор на доверители. Иницијативата на англиската компанија Lifestone за рестартирање на рудниците, односно за репрограмирање или сплаќање на долговите, не беше прифатена од страна на собранието на доверители. Таа иницијатива беше образложена пред присутните доверители, при што се пристапи кон гласање. На гласањето најголем процент, односно најголем дел од присутните доверители гласаа против иницијативата на компанијата Lifestone за превземање на работењето на рудниците. Поголем процент, мислам дека околу 43% гласа против, 14% гласа за усвојување на оваа иницијатива и имаше околу 19% кои што не се изјаснија, имаат законски рок од 5 дена дополнително да се изјаснат, меѓутоа и како и да биде нивното гласање, сепак нели поголемиот процент од присутните доверители гласаше против иницијативата, со што ќе се оди на прифаќање на извештајот на стечајната управничка, која што значи подмирување на побарувањата на доверителите со ликвидација, односно со продажбата на имотот. Со продавањето на имотот и доделувањето на концесијата се очекува што е можно побрзо да ги рестартира рудниците и ги врати рударите повторно на работа, вели Тоневски, председател на одбор на доверители на рудник Злетова. Но синдикатот вели за рудниците најлошо решение е стечај со ликвидација, а исто така реагираат дека и работниците биле застапени со двојца адвокати за кои што немало одобрение од страна на вработените. Ние сме сумничави од аспект на тоа што не сме убедени дека може брзо да заврши постапката, што ни беше многу битно и за секој вработен, затоа што тие како стечајни работници им истекува овај месец примањето на надоместок од бирото и сега рачуните може да случи година и кусур да чекаат за повторно вработување. Значи, секоја друга алтернатива освен ликвидацијата сметаме дека беше подобра. И уште една злоупотреба е направена и тоа да знаете дека без работниците да овластат било кого, тука се представија двајца адвокати дека ги застапуваат, значи а немаат од нијен работник полномоштво, тоа е едната работа и втората е тие представници кои гласаа во име на работниците воопшто не побараја став од вработените како да се произнесат денес, а гласаа за ликвидација. Следниот чекор е донесување на решение од страна на стечајниот управник за јавно надавање, односно за објавување на продажба на имотот на рудниците Индоминерали и Метали. А на 16 март е аукцијата за доделување на концесијата за експлоатација. Со завршување на овие постапки се очекува што е можно побрзо новиот сопственик да ги рестартира рудниците. Пациентите од источниот регион со ревматоиден артритис наместо во Скопје од сега ќе може да се лекуваат во Штип. Станува збор за биолошки лек кој дава одлични резултати во лекувањето на оваа болест. Успешно е реализирана првата современа биолошка терапија кај 60 годишна пациентка.
Пациентите од источниот регион во државата со дијагноза ревматоиден артритис од сега својата терапија ќе можат да ја примаат во амбулантата за интерни болести во јавниот здравствен дом во Штип. Имено, за прв пат беше дадена современа биолошка терапија кај 60 годишна пациентка од Штип. Ова биолошка терапија што ние за прв пат ја дадовме деновиве во нашето интерно оделение во нашата болница, всушност делува директно на причинителот на воспалението на зглобот. Значи, го стопира воспалението во самиот зглоб и стопирајќи го воспалението во самиот зглоб причинува да тој зглоб не стаса до тешко подвижен зглоб или до воопшто неподвижен зглоб. Што значи давањето на биолошката терапија кај пациентките овозможува да самите пациентки си ги вршат редовно своите животни активности без било какви потреби. До сега биолошката терапија пациентите имаа можност да ја примаат само на клиниката за ревматологија во Скопје, а во клиничката болница во Штип можностите беа со таблетарна терапија, со што овој третман ги обврзуваше пациентите на чести контроли, хоспитализирање, а во поголем дел од случаите и на предвремено пензионирање. Значи биолошката терапија се аплицира на начин преку инфузомат, ги следиме практично секоја капка на инфузоматот и по одредена шема. Значи капка по капка се аплицира, инфузоматот му даваме команди за колку време колку капки да истечат и подоцна ги изголемуваме дозите на течење на капките. Инаку, комисија од тројца ревматолози формирана на клиниката за ревматологија во Скопје одлучува кај кои пациенти може да се примени оваа терапија. Македонска каменица од оваа година ќе спроведува воздушно прскање против комарците. Јавната набавка за првото прскање е реализирана. Повеќе за справувањето со комарците во овој регион од прилогот на колешката Сунчица Маринкова-Сосиева. Од оваа година општина Македонска каменица освен земјено и воздушно ќе се справува со комарците. Друга новина е тоа што праскањето ќе се спроведе и ларвицидно. Овие новини против комарците ќе се спроведат се со цел да не се повторат минатогодишните проблеми во Македонска каменица. Ние веќе спроведовме јавна набавка за третирање на комарци. Ако претходните години тоа го правевме само теристички или на живи комарци, сега оваа година го тоа плавиме и ларвицидно. Ке имаме 3 прскања. Согласно потребите, значи на план сме да направиме и воздушно прскање, заради тоа што во изминатиот период имавме доста проблеми по однос на голем број на комарци во летниот период. Едната набавка веќе која што е за ларвицидно и теристичко третирање веќе е завршена, имаме склучено договор. Мислам дека тоа е Центарот за јавно здравје од Кочани. После тоа ќе следи и договор и јавна набавка за аеропрскање или воздушно. Се надеваме дека нема да ги имаме тие проблеми како што ги имавме претходните години. Инаку Државниот санитарен и здравствен инспекторат веќе испратил известувања до локалните власти. Од март општините мора да почнат со прскање против комарците. Тоа треба да биде редовна и законска обврска која мора да ја почитуваат, во спротивно ќе бидат казнети. Ова е една од мерките што ја препорача Комисијата за заразни болести како превенција од вирусот Зика, кој е регистриран во повеќе од 30 земји. Комарците на истокот најмногу ги има во Кочанскиот регион. Поради орисовите полиња овој крај е легло на комарци, заради што и заштитата од нив овде треба да е најизразена. Општина Кочани ќе се придржува кон препораките за предвремено прскање против комарци, заради елиминирање на опасноста од појавата на болеста Зика. Конфигурацијата на теренот е сосема различна, заради тоа што се работи за општините кои што се помалку осетливи на комарци, како да речем, помалку ги има комарците. Тоа се општините Берово, Пехчево, Делчево, Македонска каменица, додека другите општини кои што сме во равничарскиот дел, каде што ги имаме оризовите полиња, сме далеку далеку се поприсутни комарците. И заради тоа се јавуваше едно недоразбирање кое што произлезе од тоа да сепак секоја општина сама по себе си го работи. Мојот апел е, односно моја препорака е да тоа не се работи на овој начин, туку да државата поведе сметка и државата да си го преземе во своји раце, заради тоа што комарците не ги разбираат границите на општините. Моја препорака е да Министерството за здравство преку нејзините институции до тоа реализира, а во колку е потребно да ние како општини партиципираме во целиот тој дел. Бидејќи на глобално ниво така ќе се заштитиме од оние
болести кои што ги носат комарците. Јавното предпријатие ИСАР во Штип за потребите на граѓаните и вработените денес ја пушти во употреба новата просторија, која беше изградена за непол месец. Покрај најавените проекти денес беше представен и новиот финансиски раководител кој долги години работи во делот на финансиите во ова јавно предпријатие. Граѓаните на Штип од денес ќе можат да ја користат новата просторија додека чекаат да ги завршат своите обврски поврзани со услугите кои ги нуди јавното предпријатие ИСАР. Освен за потребите на граѓаните, оваа просторија ќе ја користат и вработените во јавното предпријатие. Овде самите граѓани ќе можат да престојуваат додека чекаат да завршат некоја работа, а работите ги вршат експресно, меѓутоа да ќе можат ќе бидат послужени со топол напиток, ќе бидат послужени ќе бидат топло примени овде и ќе можат овде да ги да се одморат додека ги вршат своите потреби. Ова го изградивме многу брзо, значи ова просторија има нова ПВЦ столарија, има нови маси, нови столици, поставивме, има LCD телевизор, на кој ги промовираме нашите проекти и сето она што граѓаните имаат потреба може да го видат овде на програм на LCD телевизор, каде имаат потреба да се обртат, да се пријават преку него. Јавното предпријатие ИСАР наскоро ќе започне со изградба на бања со тушеви за потребите на вработените во јавна хигиена. При самото заминување од работа се тушираат овде во јавното предпријатие ИСАР и ќе изградиме до нив и таолети кои ќе ги користат самите странки кои што ќе доаѓаат во јавното предпријатие ИСАР. Освен реализација на овие проекти, јавното предпријатие изврши промена и во раководните функции. Од денес нов финансиски раководител е Сонја Лунгрова, кој досега работела во делот на финансиите. Јас долги години сум веќе во службата за финансии, а сега и официјално, значи продолжувам да ја обавувам оваа работа. Инаку и у секојдневните наши известувања граѓаните се информирани дека процентот на наплата ни е 82%, ќе се трудиме да го зголемиме. Успеавме да склучиме 11.300 договори со нашите граѓани, со физичките лица, околу 400 договори со правните лица. Успеавме да ги примериме површините на сите правни лица, да можеме правилно да фактурираме. Тоа ќе го сториме во едниот период и физичките лица. Значи ќе ги преземеме сите активности потребни за зголемување на приходите. Сдруженијето на пензионери од Кочани го одржа своето редовно годишно собрание. На седницата едногласно беа усвоени извештајот за работењето и програмата за работа за 2016 година. Се разговараше и за актуелниот проблем околу снабдувањето на пензионерите со огревно дрво и изградбата на пензионерски дом кој ќе биде наменет за пензионерите од Истокот. Едногласно усвоен извештајот за работењето и програмата за работа на Сдруженијето на пензионери Кочани за 2016 година. На седницата на собранието, кога пензионерите од Кочани го одржаа своето редовно годишно собрание. Се стави акцент и на решавање на проблемот околу снабдувањето на пензионерите со огревно дрво. Ради нашата активност нас се знаат у Скопје, не знаат по друг. И ние со тоа темпо ќе продолжиме и затоа и програмата беше целосно прифатена и мислам оти во ова 2016 година само ние да се, ако може се реше прашањето со огревни дрва, што е и на нас проблем, не само на луѓето. Инаку другите сите работи сметам оди со голем успех ќе бидат извршени. Сдруженијето на пензионери од Кочани е едно од најдобрите во Република Македонија, со тоа што ги остварува сите заеднички активности и перманентно се грижи за своите членови. Истакна на седницата Драги Аргировски, председател на Сојузот на Сдруженија на пензионери на Македонија, и додаде дека планираната изградба на современ пензионерски дом е од огромно значење за пензионерите од целиот регион. Има две работи. Прво, проблемот да се реши со снабдување со дрва на пензионерите. Мислам дека веќе ќе доставиме до владата на Република Македонија писмо. Она што го доставиме за македонски шуми не ги задоволува нашите барања. Пензионерите бараат она што било мината година да продолжи и ова година, но најбитно што е по мене посебно за Источна Македонија да се почне да се стави камен темелник на старскиот дом. Тоа е европско прашање, бидејќи во цела Источна Македонија немаме ниеден државен пензионерски дом. Соработката и со пензионерите од Зрновци е на високо ниво.
Познато е дека ланската година отворивме клуб на пензионерите, каде што пензионерите го поминуваат своето слободно време. Навистина овде се да си пренасат информации, да се дружат помеѓу себе, да шират пријателство. Инаку, Сојузот на Сдруженија на пензионерите на Македонија годинава слави голем јубилеј, 70 години од пензионерското организирање на Македонија и ќе биде достоинствено одбележан во текот на целата година со свечена академија и подготовка на монографија во која свое место ќе најдат и здруженијата. Општина Штип огласи продажба на 26 парцели, од кои 13 за домување, 3 за хотели, 3 за бензински пумпи, една гаража, една парцела за дом за стари лица, една парцела за лесна незагадувачка индустрија, парцела за дом за деца без родители и 2 за мали деловни објекти. На продажба се 26 парцели, од кои 13 за домување или за стамбени згради, 3 за хотели, 3 за бензински пумпи, една гаража, една парцела за групно домување, односно за дом за стари лица, една парцела за објект за стамбени куки, една за спорт и рекреација, една за лесна незагадувачка индустрија и 2 за мали деловни објекти. Што се однесува до локациите, 2 од парцелите за хотели се во районот на Бања Кежовица, еден е кај градскиот базен, таму е локацијата за гаража и за спорт и рекреација. Што се однесува до стамбените згради, тие се на повеќе локации во населбите Сењак, Баби, Македонка, деловните се во Туртел, локациите за бензински пумпи се во Кривидол и Драгоево, а во населбата Баби е локацијата за дом за стари лица, односно за групно домување. Преувањето е до 30 март, а јавното надавање ќе се спроведе на 1 април 2016 година. Денес на патот Кочани-Облешево се случи верижен судир помеѓу 4 автомобили. Сите се движеле во ист правец и од непознати причини дошло до нивно судирање. При тоа повредени се 2 малолетни деца. За среќа повредите не се тешки, а причината е голема материјална штета. Во крими билтенот на СВР Штип забележан еден вооружен грабеж во Штип синоќа пред полнок. Под закана со пиштол, крадец однел 80.000 денари од обложувалница на улица Сремски фронт. Музика Вива е триото кое синоќа гостуваше во Виница на покана на Домот на културата Тоша Арсов. Марија Илиева, Ангелина Симеонова, Драгана Трифуновик е тројката која го рециклираше бисот кај публиката. Убави за око, нежни за душа, еликсир за релаксација. Со комбинација на прва, втора и трета виолина продуцираат безпрекорна музичка хармонија која допира длабоко во душата. Синоќа за прв пат настапија на виничка сцена, но истокот е нивна цел и стратегија. Добивме една идеја, заради тоа што во Скопје секогаш има вакви состави, во Источна Македонија има поретко, па заради тоа ние се решивме да создадеме едно трио и каде што ќе ја негуваме повеќе класичната музика, затоа што во Источна Македонија малце помалку се негува класичната музика, па затоа решивме и вечерва да настапиме овде пред виничката публика и се представивме со репертоар од барок, значи Вивалди, Штраус, Пиацола, малку посовремено танго, Брамс. Сите членови во триото се докажани професионалци кои својот талент и искуство секојдневно го споделуваат со своите ученици, што се покажа и со синокешното присуство. Сите сме професори по виолина, значи јас Марија, Ангелина Симеонова во Штип, во домот Сергеј Михајлов, Драгана Трифуновик предава виолина во Ристо Јоруков во Кочани, во музичкото училиште. Сите имаме многу талентирани и солидни ученици и се надевам дека и тие ќе продолжат како нас да ја негуваат класичната музика и да продолжат да напредуваат и да редат успеси. Домот на културата Тоша Арсов како домаќин синоќа го реализираше првиот музички настан од програмата за 2016 година, а за месец март веќе е најавена премиера на нова представа, проект на оваа институција. Најмалку 4 луѓе меѓу кои на паѓачот се убиени и 14 се ранети во американската сојузна држава Канзас, соопшти во петокот локалната полиција. Напаѓачот, идентификуван како 38 годишниот Седрик Форд, според правичните сознанија, пукал на 3 различни локации.
Прво, околу 5 часот попладнето по локално време во градот Нјутаун, каде од грб застрелал возач на камион. Набрзо потоа застрелал уште едно лице на пат до неговото работно место, околу 14 километри северозападно од Нјутаун, каде отворил оган на паркиралиште. Пукањето го продолжил, влегувајќи во просториите на компанијата Excel Industries. Според локалните медиуми, убиецот непосредно пред инцидентот објавил на својата страница на Facebook фотографии со пиштоли и автомат. Се наведува исто така дека Форд имал проблеми со менталното здравје. Компании од 20 држави учествуваат во снабдување со компоненти што Исламска држава ги користи за изработка на експлозивни направи, се наведува во извештајот нарачан од Европската Унија. Во извештајот се посочува дека 51 компании од неколку држави, меѓу кои Турција, Бразил и САД, произвеле, продале и добиле поголем дел од 700 компоненти кои Исламска држава ги користи за изработка на експлозивни направи. Според организацијата Conflict Armament Research, кој го следи движењето на конвенционалните оружја и муниција во зоните на судири, тврди дека 13 фирми од Турција учествувале во снабдувањето на компоненти за експлозивните направи на Исламистичка држава, како и 7 фирми од Индија. Компонентите биле откриени и при поголемите битки околу ирачките градови. Во рок од 10 дена мора да бидат постигнати јасни резултати на теренот во совладувањето на бегалската криза во Европа. Во спротивно се заканува опасност од распаѓање на целиот систем. Ова го оцени еврокомесарот Димитрис Аврамополус на крајот од состанокот на министрите за внатрешни работи на Европската Унија, што се одржа во Брисел. Следниот битен чекор во врска со бегалската криза ќе биде самитот меѓу Европската Унија и Турција, што е најавен за 7 март. Исто така во Брисел изјави Аврамополус, додавајќи дека од големо значење е тоа што НАТО се вклучува во операцијата за уништување на мрежите за шверц со луѓе. Истекува рокот за уплаќање на сумата од 80.000 денари која фудбалските третолигаши од Истокот треба да ја уплатат најдоцна до 8 март оваа година за успешен старт на пролетниот дел од сезоната, кој е предвидено да започне во недела на 13 март. Дотогаш екипите од источната третолигашка конкуренција продолжуваат со пријателските надпревари во насока на темпирање на формата за што поуспешен пролетен старт. По победите во првите две контролки, во сабота со почеток во 14 часот на градскиот стадион во Делчево, бегалница ќе одигра и третата пријателска средба против екипата на фудбалскиот клуб Кидго. Во првиот меѓусебен дуел, делчевчани славеа нагости во Пекчево со 2:0. Кога сме кај пријателските средби, и кочанскиот третолигаш Осогово деновиве одигра пријателска средба. Екипата славеше убедлива победа од 4:0 против фудбалскиот клуб Саса од Македонска Каменица, со што ја забележи и втората победа во подготвителните надпревари. Ова е се во ова издание на Дневникот. Останете со програмата на Канал Плюс и имајте пријатна вечер.